Води ли Македонија 20 години погрешна политика за спорот за името? Како дозволивме битката од Обединетите нации да се префрли во Европската Унија? Дали спасот за чувување на уставното име треба да го побараме преку Генералното собрание на Обединетите нации? За сето ова на Пресинг ТВ преку Skype интервју разговараме со професорот Игор Јанов, кој е еден од најдобрите познавачи на меѓународното право. Господине Јанев, кај нас во тек се уставните измени кои треба да финишираат со промена на името во Република Северна Македонија. Има ли шанса овој процес да се спречи или работата е веќе завршена? Јас мислам дека сега би требало една одлучна акција да имаме од страна на председателот Иванов и тој во координација со Русија да направи еден обид во Советот за безбедност и ако е можно потоа во Генералното собрание на некој начин да се делегитимира целиот процес и таа работа да тргне во една насока нашето уставното име да се признае во Обединетите нации. Нешто слично како што сега гледаме со Интерпол, во случај со УНЕСКО и така натаму. Значи, треба да се запре тој процес по секоја цена. Тоа е еден ретрограден процес, штетен по Македонија и државноста на Македонија, така да ние тука треба да направиме се што е можно. Единствена легитимна институција е председател на Република Македонија, која би требало на некој начин да реагира во оваа ситуација. Така. Вие сте едни од главните заговорници дека Македонија битката за очувување на уставното име треба да ја побара преку Генералното собрание на Обединетите нации, од кое треба да се бара членството на Македонија да продолжи под уставното име. Можно ли ова да се истурка? Тоа е покажало дека всушност може да се направи. Тоа постојано го прави на сличен начин Косово со УНЕСКО, со Интерпол и со други организации. И всушност тука се работи за еден сличен проблем на едно непризнавање, у нашиот случај од страна на една држава, која инсталира еден механизам преку резолуцијата 817, каде е импутиран еден безбедносен проблем кој всушност не постои. И сега кога целата работа треба да се затвори, е веќе затворена со подпис на Коцијас и Димитров, всушност проблемот не е еднаш безбедносен проблем, не треба да се оди да се затвори во Советот за безбедност, треба само да се регистрира во секретаријат на Обединетите нации. А кога тргнав од целиот процес, не импутира дека демек бил безбедносен проблем и дека мораме да преговараме со друга држава околу собственото име. Цела таа работа е фарса според судското мислење од 1948 година, каде покажува да вакви проблеми со признавање немаат безбедносен карактер. Толку заради тоа блокада во Советот безбедност и настана тоа судско мислење од 1948 по барање на Генералното собрание на Обединетите нации. Значи, тоа е проблем, така не се решава. Се решава со признавање. Тука ние немаме спор, тука имаме само проблем на признавање една држава во Обединетите нации. Така, тврдите дека резолуцијата 817 е препорака, а не одлука и не е задолжителна за Генералното собрание на Обединетите нации? Тоа е точно, бидејќи тие препораки Генералното собрание на Обединетите нации можат и да не ги усвојат до крај или да ги преиначат. Во нашиот случај, например, кога таа препорачи прием во Обединетите нации не под уставното име, туку под референцата бивша Југословенска република Македонија, Генералното собрание имаше таа моќ да не прими во Обединетите нации, но не да земе во предвид препорака за БРМ, туку да не прими под уставното име. Со други зборови, последниот збор имаше и има Генералното собрание. Но според судското мислење, покасно кога е настанало 1950 година, се вика јасно дека и двете одлуки, и препораката на Советот за безбедност и одлуката на Генералното собрание имаат иста тежина. Меѓутоа, всушност, кога се работи за дополнителни услови, како што е нашиот случај, тогаш основната одлука е на Генералното собрание на Обединетите нации. Со други зборови, Генералното собрание секогаш може да побара мислење од Меѓународниот суд за правила дали во нашиот случај се работи за дополнителни нелегални услови при приемот на Македонија или не се работи и потоа да постапи како 1948 година и да даде продолжување членството во Обединетите нации под уставното име. Така. Господин Јанев, како го оценувате договорот со Грција? Власта тврди дека подобар договор не можело да биде постигнат и дека е зачуван македонскиот идентитет и јазик. Во однос на тој договор, што се однесува всушност на националниот идентитет, меѓународно право јасно е во тој смисла дека никаков договор за национален идентитет, никаква резолуција за национален идентитет, како што беше она
od 817 od 1993. godina. Bilo kakva rezolucija na Objedinete nacije ili eksterno mešanje u nacionalni identitet nema niti pravnu osnovu, ne su ni dozvoljeni. Znači, tu kada se javite toliko za dokažavanje kako 1993. godina, što ja sam dokazao, neka rezolucija 817 ima flagrantno kršenje na međunarodno pravo. Jedna rezolucija na Objedinete nacije, bilo da je na Sovjet zabranjeno, bilo da je na generalcu, ne može i ne smije da se pravi jedno involviranje u nacionalni identitet. Znači, to je prihvatno međunarodno pravo, toga imamo golem broj trudovi napišeni za toj problem, koji slušao svega jedan dogovor sa kojim se pravi obit od nadvora da ne se nametne nacionalni identitet. Ja se ne možem od nadvora nekomu da mu nametnem kako se čustva, niko da pravim delek toga kako nekoj ke se čustva, ako se čustva kako Makedonec. Znači, nas ne može nekoj drug sa međunarodno ili bilo kakav domašni, da kažem, praven izvor, da ga nataram da se čustva onaka kako što to ne se čustva. Ili da pravimo to verbalni delikt ili delikt na misli i tako natamo. Od ta gledna točka, takav dogovor od Prespa je neustaven. Znači, nelegalan. Така. Но дали тој идентитет што власта се фали дека ќе ни биде зачуван, ќе ни биде само за по дома, додека надвор нема да ни биде признаен тој идентитет? Постои ли таква опасност? Самиот национален идентитет потекнува од суверената волја на народот, на граѓаните. Со други зборови, тој идентитет не може од надвор да се наметне, а од друга страна заклад идентитет не постои во меѓународна пракса и право, бидејќи постои само тој идентитет што е избран со суверена волја од народот. Тој идентитет всушност се менува оној момент кога ние ставаме северна пред Македонија. Република Северна Македонија е поеднаков идентитет као што сега би можело да тврдиме дека ако јас пред Игор ставим Северен Игор или Горен Игор и така натаму, јас си го менувам своето лично име, односно во меѓународното право, значи тоа име е всушност правниот идентитет на тој меѓународен субјект. Значи, кога ние ставаме неко поеднакво име, тогаш нас не се менува идентитет, правниот идентитет. А тоа не сме и не може да се менува затоа што според меѓународното право правниот идентитет или името е есенцијален елемент од меѓународно правен субјективитет. А тој меѓународно правен субјективитет од друга страна е основен елемент од државност. Значи, испаѓа дека ние не сме суверена држава, дека всушност нашето име или суверенитет зависи од одлука на меѓународната организација, а од друга страна ние 1993. година бевме примени како суверена и равноправна земја со другите држави, со други зборови се кршат основни норми на меѓународното право и со тоа ние сме дискриминирани во членството во Обединетите нации. Значи, тако нешто не може да постои. Во меѓународното право некој да го закне идентитет си идентитет и тој не може нити да се ослабне, нити да се закне. Или се има тој идентитет или не се има идентитет. Значи, просто таква една флоскула политичка од страна влада не пие вода. Нито може појак договор да се направи договор, бидејќи никаков договор за името и идентитетот не може да се направи. Секаков договор е нелегален, нелегитимен. Професоре, кај нас деновиве најактуелно е прашањето за бегството на поранешниот премиер Груевски и добивањето на политички азил во Унгарија. Сега откако унгарските власти одредија азил за Груевски, дали се става под знак прашање владењето на правото во Македонија кога имаме политички монтирани случаи, дали е доведено во прашање почетокот на преговорите со Македонија во дело за владењето на правото? Па јас мислам дека тука се работи за или исклучително големи безбедносни пропусти, нели, или што знам, некои други работи, меѓутоа очигледно е дека сега цела работа со тоа ќе се интернационализира, тој ќе на некој начин искаже во Унгарија сите тие пропусти во работење на судството, обвинителство и така натаму, ќе има значи една држава што ќе биде представена како недемократска полициска земја во која не се почитуваат основни човекови права. И од таа гледна точка сега овие потези што ги прават од власта да се на некој начин оди на директна конфронтација со Унгарија, само ќе придонесат да добиеме уште еден кошничар во евроинтеграцијите. Значи, просто ќе имаме една ситуација во која сега нема само да не блокира Грција или Бугарија, ќе добиеме и Унгарија што ќе ни прави пречки за тамошно интегрирање во каква била организација.
Така. И за крај, професоре, како гледате на прашањето за Косово? Косово не стана членка на Интерпол и веројатно никогаш нема да стане членка на Обединетите нации. Може ли да се случи за неколку години Косово да се спои со Албанија? Има ли се уште опасност од формирање на голема Албанија? Исклучително е битен овој случај со Интерпол, што вчера го видовме во Обединетите нации. Значи, тука Србија постојано се повикуваше на резолуција 1244 и на некој начин сакаше да блокира Косово да оди понатака во Генералното собрание на Интерпол. Овој случај е многу битен, бидејќи многу луѓе што сакале да оспорат мои идеи за Генералното собрание, викале резолуцијата 817 е таква што може да не блокира да оде понатака во Генералното собрание Обединетите нации. Меѓутоа случајот и со Интерпол, кај што се повикува на 1244 Сојуз за Бело, и со УНЕСКО, и со така Србија се повикуваше на резолуцијата на Сојуз за Белост 1244, покажува дека всушност резолуцијата на Сојуз за Белост не може да влијаат на тоа дали проблемот ќе се префрли во Генералното собрание на ова или она организација. Со други зборови, Србија правеше се што е можно и на крај тоа прашање отиде на Генералното собрание на Интерпол и таму се гласаше така како што се изгласа цела работа и ова не можеше да направи двотретинско мнозинство. И всушност на Македонија ни одржи една лекција што ние треба да правиме. Ако ние немаме спор, а државите немаат спор околу своје име или свој идентитет, тогаш проблемот е на признавање. Ако е проблем на признавање, тогаш имаме иста ситуација како со Косово, во УНЕСКО или во Интерпол. И ние треба да побараме, dakle, преку резолуција, што ќе биде конспозорирана од Русија или Турција, да се продолжи членството. Сега таму веќе зависи од гласањето. Во случај со Косово, која не е земја членка, тоа земја која е, значи, не членка, тука имаме двотретинско мнозинство кое мораше Косово да помине. Тоа вчера не се случи, Косово не можеше да се обеде двотретинско мнозинство. Меѓутоа, во случај на продолжување на членство имаме просто мнозинство и тука ние, например, ако во села 100 земји, 51 земја не е доволно да поминеме и нашето име да продолжи, нашиот статус да продолжи како Република Македонија. И затоа мислам дека всушност многу малце се знае во Македонија, а всушност се работи за една од наједноставни можни процедури и постапки во Обединетите нации. Значи, ние наместо да постојано преговараме, правиме некои преспански договори кои утре нема да може да живеат во нашата средина, бидејќи тоа е еден октриран договор со кој ќе се врши цензура во медиумите, во учебниците и така натаму. Наместо да се го переме со такво нешто, ние треба да побараме, значи, продолжување членство и да го затвориме проблем. Дали тоа ќе биде со Русија, Турција, тоа веќе е работа што треба да се позанимава председателот. Меѓутоа, тоа всушност е многу битен еден случај, значи со Интерпол, што ни покажува како треба да действуваме. И во таа смисла треба, значи, да се изготви една резолуција, да се повика Русија, Турција и кој сака друг и на некој начин да истуркаме цела работа во Обединетите нации. Така, со еден збор, значи, решението за нашиот проблем е во Обединетите нации, а не во Европската унија. Токму така, затоа што таму каде што настанал проблем, таму мора да се реши. Ако Совет за безбедност и Генерално собрание решили ние да бидеме под БРМ, тој што донел одлука, а тоа е Генерално собрание на препорака на Совет за безбедност, тој што донел одлука, треба сега таа иста одлука да е промени во другата одлука, да смени во другата одлука и ние од БРМ да станеме Република Македонија. Сега ние всушност тука не знаеме или некои луѓе не знаат дека всушност ние не разговараме, туку ние преговараме. Бидејќи обврска за разговори се дефинира во меѓународно право како преговори. Некој не може да разговара да се самоукине. Јас не можам, например, со некој да разговарам за тој проблем како јас да се... Ако јас веќе разговарам како сами од себе да се укинам, да укинам својот идентитет, значи јас сум во еден режим на преговори. Со тоа што мене ме условува јас да се самоукинам, такви преговори слични како преговори со некој терорист кој сака да ми го одземе идентитетот или да поништи мој живот, значи да ми го укине правото на самоодбрана. Со таков терорист, да не кажем организација слично, јас всушност сум во еден режим на преговори кој е нелегален. Постои меѓународно право принцип, значи со терористите не се преговара. Така, ако имаме ние преговори во Обединетите нации, ако тие почнуваат од резолуцијата 818, ние мора всушност таму кај што настава проблем, таму да го решиме.
ако одлуката била ова земја ќе се зачини како БРМ. Тогаш таа одлука на Генералното собрание сега треба да се смени, ова земја продолжува членство како Република Македонија. Значи, тоа што донело одлука, само тој може да смени таа одлука, да ја дерогира претходната одлука и да продолжи членство на ова земја како Република Македонија. Значи, за тоа се работи. Ако имаме препорака 817, тогаш Русија треба да излезе тамо и да каже, слушайте, значи, ние овде немавме ни тогаш ни сега безбедносен проблем. Ако денес не е безбедносен проблем, не беше ни 93-та година безбедносен проблем, туку имаме импутирање на еден безбедносен проблем, прикажување, значи, непризнавање на една држава како безбедносен проблем, бидејќи во резолуцијата 817 јасно се кажува дека ова земја ги исполнува сите основни услови за прием во членството. Меѓу да е држава, значи да е суверена држава, да е мирољубива, ако не била мирољубива, не смееше ни да биде примена во Обединетите нации. И да прифаќа, има волја, има способност да врши тие обврски довести во Обединетите нации. Ако тоа е признаено, значи дека ние сите тие услови веќе, да кажеме, признаени од страна на Совет за безбедност, ние станавме членка, сега како суверена држава членка некој не може да не условува со тоа како ние ќе се викаме и како и на кој начин ќе, да кажеме, смениме или измениме идентитет. Со тие зборови, од судско мислење 1948 година, јасно е кажано дека условите од таков тип не смее да се поставува дополнителен тип, ниту за нив смее да се гласа. Покрај тоа, тие мора да имат свршен карактер. Двата наша услова за прием дополнителна на овие прецедираат во време чина приемот, трајат по чина приемот, тоест и референцата трае по чина приемот БРМ и преговорите со Грција трајат по чина приемот, а сите услови мора да имат свршен карактер и да трајат само до чина приемот. Во тие Обединетите нации немаме условен прием. Сега да кажеме, не сакаме да вршиме една од обврски да преговараме. Па тој треба, значи, да, ако имаме условен прием, а немаме условен прием во Обединетите, треба да не избрка од Обединетите нации. А тоа не може да го направи. Затоа што ако се обиде да не казни, да не стави санкции или да не избрка од Обединетите нации, тогаш ние ќе имаме една ситуација дека тие сами докажуваат или докажуваат дека имаме условен прием. А условен прием не постои, пошто постои само редовен прием и придружен прием. Односно посматрачкиот, наблюдувачки прием. Во таа смисла тука е направен ултравирус акт и тој е денес признаван во меѓународното право. Значи признавано тоа кршење во меѓународното право кој е направено со резолуција 818, парцијална, daklе една нелегална ситуација и исто таа формулација е повторена резолуција на Генералното собрание со која се приема во Обединетите нации 47/225, која прифати една формулација од резолуцијата 818. Со други зборови, државите таму кога гласа и во Генерално собрание со забезбедност не разбира дека не се работи за еден назив, кој сега за 2-3 месеци некој ќе го смени со некаков договор, туку се работи на проблематизирање на националниот идентитет. Таков националниот идентитет не смее да се проблематизира, бидејќи тоа не може да биде услов за зачленување во Обединетите нации. Ако тие имале некој, да кажеме, сомневање дека ние ми крадеме идентитет или има идентизам, сите тие проблеми се решаваат во рамките на Обединетите нации, а не во фаза за зачленување на држава Обединетите нации. Тук ова да правиле купиште грешки и купиште, да кажеме, дискриминации. Имаме сега две членски обврски повеќе, другите земји членки дискриминирани својо представување, дискриминирани во сите наши правни операции во кои еволуира нашиот правен идентитет. И во таа смисла Русија мора да разбере дека спор не постои, туку треба да ни помогне тој идентитет на некој начин да се зашити и правниот поредок на организацијата да се зашити. Затоа што ние сега со кршење на членските права, од тука се работи за кршење на членските права по основа на представување. Имаме кршење на правниот поредок на организацијата. Секоја држава членка доволно го штити правен поредок на Организацијата на Обединетите нации и по тој основ Русија треба да реагира и да се обиди со другите држави членки на Обединетите нации да го заштити правен поредок на Организацијата. Сега, бидејќи постои раздвоеност меѓу надлежностите на Совет за безбедност и Генералното собрание, Советот за безбедност има овластување кога се работи за меѓународната безбедност, кога се работи на прашање од безбедносни карактер. Меѓутоа, заштита на членските права и заштита на правен поредок на организацијата е во надлежност на Генералното собрание на Обединетите нации. Токму за тие работи се станува збор и ние всушност треба да побараме Русија да заштити правен поредок на Организацијата на Обединетите нации и нашите членски права во Обединетите нации. И тука јас би апелирал на Иванов он да тргне во една одлучна акција во координација со Русија
da na некој начин прво се обиде во својот за бедност да види дали толку нешто може да се направи, доколку постои блокада во својот за бедност, тогаш како 47 година кога постоеше исто блокада во својот за бедност, целиот предмет отиде на Генералното собрание и не можеше да се реши во својот за бедност. Постоја на една или друга земја, Русија или Америка правише вето. Тогаш настана таа резолуција со која се постави прашање до Меѓународното за правда дали тие услови за Португалија се легални. И таа јасно се кажува со фактот дека Русија не признава дипломатски Португалија, како што сега, например, Грција не признава дипломатски Македонија по уставното име, таков аргумент е дополнителен во однос на пропишаните услови и потоа, кога се доби судското мислење од судот 1948 година, тие 7 држави што биле блокирани биле примени во Обединетите нации. Така, професоре, ви благодарам за интервјуто за Пресинг Таб. И мене ми беше мило, благодарам и на вас.